Ова е негова заслуга. Затоа што од тој момент, од тој 24 декември, сите луѓе во Македонија разбраа дека имаат работа со еден режим кој се служи со насилство и кој нема да запре во своето насилство. И тоа што се случи? Има луѓе што се охрабрија, што пружи отпор, и еве ги вечерва, ги гледаме тука. Ги гледаме ли цела Македонија, ги гледаме во Скопје, во Штип, во Прилеп, во Битола. И има луѓе се разбира кои се плашат се уште. И ја имам разбирање за тие луѓе, иако не е оправдување веќе. Имам разбирање, бидејќи знам дека им е тешко. Но нема веќе луѓе кои веруваат дека Никола Груевски е демократ. Нема такви луѓе, освен можеби неколку луѓе на водно во Скопје, неколку луѓе што прават барбекю секој вечер, разговараат со амбасадори и бараат начин како ова работа се реши. Секој ден слушам како Никола Груевски моли: Бранко, врати се. СДСМ врати се во парламентот. Тика, зашто се врати? Зашто треба да се разговара? Ќе праша некој со кое право јас ова го зборувам, драги опиѓани. Ќе праша некој што борам овде јас како новинар вечерва. Со задоволство ќе ви одговорам. Јас, како и многу луѓе од мојата генерација, новинари, интелектуалци, повозрасни од мене и помлади од мене, имаат свој придонес во создавањето на независна Македонија, во удирањето на темелите на оваа демократија. Никола Груевски таков придонес нема. И со кое право тие мене ке ме прашуваат зашто сум овдека? И ќе ви кажам уште нешто. Македонија денеска е променета земја. И порачувам на сите колеги новинари, на тие што се уште страхуваат. И порачувам на интелектуалците, на тие што се уште мислат која страна да земат, на тие што сваќаат дека годината 1945, а во 45 не се оди во четници, туку во партизани. И порачувам на сите дипломати да погледнат околу себе, да се свртат околу себе, да дојдат на некој да протести, да видат дека Македонија е променета, дека е охрабрена, дека е разубавена. Македонија света на своите площади. И тоа е оно што се случува денеска. И затоа, ако веќе го мола Црвенковски да се врати, и Љупчев се врати, и не знам кој што треба да направи, јас ќе им кажем една работа. Тие нема да преговараат само со Бранко Црвенковски, има да преговараат со овој народ, бидејќи нашата битка ова не е битка за било чија политичка кариера. Ова не е битка дури ни со било која партија. Ова е битка за демократија во Македонија. Затоа што или Македонија ќе биде демократска држава, или ви уверувам нема да ја биде. Или ние ќе бидеме храбри, ставени, достоинствени луѓе, кои се борат за демократија за оваа земја, кои се борат за своето парче леп, кои се борат за својата гордост, а тоа е нашата земја. Или ќе бидеме такви луѓе, или подобро да не нема. И затоа, не сакам никој да помисли и да завршам. И затоа да завршам. За една работа ќе се преговара, ако воопшто се дојде да се преговара, бидејќи не се преговара со секого, не се преговара со лазговци и со арамии. Мора да се преговара со сериозни луѓе. И ако се преговара, ќе се преговара само за една работа, за условите за капитулација на овој режим. Порано или подоцна, до таа капитулација ќе дојде. Порано или подоцна, ние ќе ја вратиме демократијата во Македонија. Но прашање е, дали е потребно, дали е неопходно да паднат нови жртви. Не мора да бидат тоа луѓе, не мора да гинат луѓе по улици, не мора да има крвна колена. Ова што се случува, што го видовме на билбордите, тоа се жртвите. Срамота е после 20 години ние да гледаме овакви слики. Се гледаме овдека повторно, се надевам во март, се надевам во мај,
се надевам во некој мај, не е важно кога, но се гледаме во победничка Македонија, во победнички Охрид и е поздравам за това.